И Агим му кажа на Страшо: искомплексирана будало, простаку, крени 2 прста која сакаш да ми се обратиш. Па Страшо му кажа: оди тоа дома на жена ти, баре, 2 прста. Па овој смртно се увреди. Му спомнал фамилија, му спомнал. Ова денеска, значи, ќе се обратам, ќе искоментирам неколку вака јавни настапи што гледав вчера. Така си дадов за право да ги гледам од доцните сати. Еден од тие беше битката на Страшо и Агим и онос Усама вистина. Видете. Значи, ја знаете, имам максимална почит за секој медиум, за секој новинар. Затоа што едноставно многу од нив прават работи кои што ги надминуваат и дури оваква у позитивна смисла описот на нивното работно место. Не, или поточно многу точно го опишуваат со нивниот начин на дејност, колку се храбри, колку знаат да направат она истражувачка репортажа и така натаму да откријат работи што да го брцнат носот тамо кај што ретко кој се осудува да го брцне, знајќи у какво општество сме живеели и живееме. Но не е спорно тоа дека јас имам почит. Но не е само декларативно да кажеш, мислам, само вистина сум гостувал милион пати, мислам, како да ви кажам, имаат феноменални новинари, да не правиме муавет за тоа што ја водат емисијата, па што се и младиве што се сите топ. Него друго ме беше. Општо зборам, значи не сега само овој канал 5 да врзе нешто укрпче. Значи многу телевизии декларативно ќе кажат: ние се оградуваме од користењето на медиумскиот простор за говор на омраза, навреди, клевети, невоспитано однесување и така натаму така. А од друга страна имаат потреба секогаш да викнат типови како Агим, кои што у принцип не им држи бабулето да издржат до крај без некого да навредат, да омаловажат, да презрат, да му направат сопка, да се обидат да го дифамираат, да го не разбират. А од друга страна па декларативно кажуваат: ние сме, ама знаат дека ликови како Агим му им ја креваат гледаноста, затоа што тој не може да додржи едноставно. 10 минути окей, 12-та минута више влага онака со овака да кажам улични дофрлања, му влага на противникот, тоест на соговорникот, што тој го доживува како противник, и провоцира. Од тие причини последен пат кој ме викна Богдан Илиевски Бетмен кај негова емисија Алфа, ми рече дека треба да бидам со Агим. Јас одбив. Му реков: не ќам да бидам со него. Зошто? Викам: извини, ќе те одбирам, затоа што го спушта нивото. Затоа што така провоцираш, од една страна, ако преќутиш, ќе излезе во очите на јавноста дека се согласуваш со тоа што го збори. Ако не преќутиш, те симнува на негово ниво и така станувате двајцата еден вид на сеир за широкиот ТВ аудиториум. И после тоа нормално и широкиот интернет аудиториум, уште поширокиот, кога тоа ќе излезе вашата уличарска препирка, која ќе излезе на YouTube или не знам каде таму. Значи, ја го сваќам Страшо, тој едноставно не можеше да додржи, пошто на вистина се знае тамо кој прв почна работава. Но сакам да кажам, во принцип, сам Страшо си како и постар од мене и поискусен, но за жал може би никогаш немал, не знам дали излегол некојаш во дуел со Агим, но треба сите да знаат, не само Страшо, дека кога те ставаат во таква комбинација
во некоја дебата со некој кој што е склон да провоцира, да навредува, да омаловажува, како што го прави тоа Агим, значи сметајте на тоа дека ако влезете во препирка со него, ај шо, нели, ќе се спуштите на негово ниво, пак ќе ви кажам, мора да влезете, затоа што сте човек, не може да оставите тука јавно пред сите да ве омаловажува. Но ако влезете се симнете на негово ниво, сметајте дека куќата секогаш добива, као и коцкарниците, телевизиите, исто као коцкарници, куќата секогаш добива. И тие сакаат такви ситуации, затоа што тоа им ја крева гледаноста. Тоа утре може да им донесе, нели, полесно да продаат, што знам јас, ако продаваат рекламно време и така натаму. Едноставно им ја крева гледаноста. Кликови, ово, она и она, монетизираат, не знам тоа како иде, поима немам што прават. Така што, не знам, Кутриот, страшно мислам, не Кутриот, он си убаво си кажу 2-3 наврати, него, како да ви кажам, не можете другачие со Агим, едноставно, не знам човекот што да кажам, дали се тоа комплекси, некој едноставно не може да додржи, да не се обиде да ве омалуважи. Дури памтам едно од помалите овие работи што ми ги кажа у една емисија одамна, вика, нешто ми кажа у стил, нешто у стил, дали ти 2 книги во живот имаш прочитано, мислам. И тоа е. Едноставно, дури ти е тешко да му одговорим, кажеш, шо збориш, бе, човек, шо лупеташ. Па само 8 имам напишано, а тоа кој знае колку имам прочитано, тоа не се знае, небитно, нели, кој колку има прочитано, голем тур. Сакам да ви кажам, тоа самите гости, јас мислам дека треба без разлика, некој може има потреба да се појави на телевизија, ја лично неам потреба, искрено. Но, оние што има, јас тоа го правам најчесто, како да ви кажам, се те кани новинар, чисто не дека ја изгарам од желба да кажам што имам, пошто ја и тука го кажам, па и тука кој ќе го кажам има некојаш преку 200.000 прегледи ова, ме разбирате? Значи, ова е медиум сам по себе, ја што го правам, сваќате? Немам потреба ја да си ги кажам мислењата на телевизија, но од чиста култура и од почитување, прифаќам, одам, окей, затоа немам нерви, немам желба да влагам во клинчови. Затоа што знам дека прво се спушташ на негово ниво, а второ, куќата секогаш добива. Тоа ми се случи последниот пат у самовистина со овој адвокатов Јанаки. Имаше еден момент, ничим изазван, си правиме муабето, но деннаш на мене, ама ти царот е голуш, шарената револуција. Ај, што милион пати имам кажано дека никогаш не сум бил дел од шарената револуција, небитно, го повторив тоа и тогаш онака. Само го повторив. Но поентата ми беше, значи, му укажав во моментот, му реков, зошо, викам, сега влагаш без потреба у клинч со мене. Тоа го кажав многу тивко, многу одмерено. Значи, полека. Добре што дечкото ме свати, затоа што ако продолжеше понатаму, ќе имав и ја многу работи што да кажам. Пошто ја научив една работа порано, пошто јас секојаш сум модел на емисии, и така да тоа што беше на емисијата, дечкото, окей, свати, тука застана, умерено си заврши емисијата, како што си заврши, окей. Ја порано сум сватил, што сум идел на почеток, мислам, тоа не било кратко време, на дебати онака, знаеш, го знам гостинов од телевизија, знам што збори на темите, пример, за кои што зборуваме, политика, ова, она, или нешто, овие социјални прашања, што знам што е. И мене ми е доволно тоа што го знам кој е, што знам што збори, одам на емисија. И гледаш емисија дека тој е таков, дали новинар, дали гостин, дали ова, приватно тебе те цима. Значи он тебе те истражувал приватно.
Па некој му рекол, види, пробај да го испровоцираш, има краток фитил, има ова, што не е точно. Луѓе само што не ме знаат мисла дека имам краток фитил и дека ја одма реагирам. Не е точно тоа. Да, ја можам да реагирам бурно, ама ако претходно сум предупредил еднаш, 2 пати, 3 пати тешко, но 2 пати сигурно. Па после да изреагирам. Ама не одма, и затоа и тогаш што мислам, реков, дечка, ајде не влагај со мене у клинце. Седи си таму се, шо се ти мене шарената, царот е гол, куца, мислам. И окей, тука заврши. Јас сум научил една работа и гледам те цимаат приватно, значи некој те истражувал, друг некој му зборел, види чепни го зови, има краток фитил, ке се попали, јас сум ги знаел тие работи, башка сум ги знаел. Но сум сватил една друга работа, дека окей, играат прљаво, не знам зашто, пошто тоа човече дебата, емисија, треба тука да ги спротивставиш ставовите на прашање што те прашува новинарот. Не ти да се навредиш, не е тоа ринг на Ultimate Fight. Па и сега ќе се мааме со лакто и со колена, со ова, со на по јајца, по не знам каде, по бубрези, по вамо, по тамо. Нема потреба од лични навредувања, лични, како да ви кажам, или ничим изазван да го понижиш соговорникот. Глупо е, безразложно е. Јас сум научил, окей, така правите така. Ја влагам во емисија претходно, имам луѓе што така, овој како е што, тој беше ваков у младост, овој се дрогираше, овој го извлече, оној го извлече, мајка му го извлече, тетка му го носи, а мама го... Мораш, ти не знаеш таа, тој соговорник карши тебе, ако сака да се рчне со тебе, да си го добие јако по газот. И ти исто се спремаш, кажи ми ти овој кој е, шо е овој, кажи ми позадина, луѓе има све знаат. Све знаат и све ќе ми каже он. Така, ја идам на емисија мирен. Ако рчне го мам по јајца одма. Но пак предупредувам. Немај полека, зашо влагаш со мене? Седи мирен. Разбирате? И затоа тоа у телевизиите стварно треба тоа да го регулираат и таквите гости. Конкретно случај беше за Аги Муавето. Значи, зошто уопште ги викате, кој друг ќе прифати? Ево јас, Богдан, овој Бетмен, значи годбив, не ќам со него да бидам гостин на емисија. Не ќам да ме натера, да ме испровоцира, да ме спушти на негово ниво, овој јавноста да гледа се. Мислам дека бев јасен. Втора работа. Гледав вчера овај, ја знам лично, Ана, подпредседателка, мислам, на СДС-ка и Иван Мирчевски во емисија, па и тоа го изгледав. Онака, Иван го разбирам апсолутно, беше многу пристоен, со неа многу фин, како што никад до сега не бил фин у таа емисија, што сум ја гледал, како се вика на Кавга кај Иван, или како се вика. Овој пат беше пристоен, сепак и даде и до знаење на време, сепак ти си дама, и тоа е сосема окей. Јас Ана ја знам лично години на нас. Од журки, од мурки, од 300 чуд. Не би. Значи, Ана, не можеш, кога нешто не можеш да го одбраниш, не можеш да правиш спинови околу тоа, кои што спинови не се ни издржани, ниту па пијат вода. И така у очите на јавноста изгледаш уште посмешна, да не употребам некој друг збор. Пошто ја не верувам дека си тоа, затоа што си нели професори, така натаму си докторирала, си ова, си она, си она. Но кога се обидуваш да браниш нешто неодбранливо, излегуваш онаква каква што верувам дека не си. Да не го употребам зборот. Значи, не можеш да ми продаваш на тебе говно како да е еклер. Не можеш. Ја навредуваш интелигенцијата кај гледачите. Башка си создаваш, како да ја кажем, јас ова од медиумски аспект ви го кажувам. За делувањето на медиумот со публиката и обратно. Значи,
Публиката добива чувство на презир кон тебе, на револт, затоа што ти ја правиш со сила будала. Им продаваш говно како еклер. И тоа не иде. Што сакам да кажам? Не можеш од една страна да кажеш дека ти смета кога некој те нарекува Северно Македонка од странство, како што више сите не нарекуваат, што е факт. А од друга страна да го браниш договорот со Грција, унивици и да викаш дека тој супер договор. Не може да си дозволиш таква, ти го употреби тој збор, амбивалентност вчера. А ја би рекол таква шизофренија кај тебе. Не смееш да си дозволиш. Па да, вика, ја одредени ситуации на предавања кажувам само Македонија, Република Македонија, ама некојаш така кој е некоја официјална средба или појма, неам тука странски веројатно професори, не знам каков семинар, ја нарекувам Северна Македонија. Тоа е цепење на душата, тоа е шизофрено однесување. Без навреда мислам, ја не кажам дека се тише со шизофрен, овој шизофреничар, мислам нормално, друго ми е муабетот. Токму тоа е најголемиот греф меѓу другите што го направивте. Ги изматуфевте луѓево што викаат битолчани. Ги збунивте. Мислам, вие не ги збунивте оние кои што беа против да се смени името, да се разбереме, ги збунивте овие неопределени бе останативе. Шо сме се, кои што не размишлјаа понатака од тоа како да отидат на одмор у Грција, или да отидат на скијање, или не знам на која плажа да дремат, и не знам да прават скуба дайвинг и не знам шо. Тие ги збунивте, пошто тие никогаш и не се интересирале нешто поише, но сега, знаеш, беа малце у некоја ситуација, пат позиција. Шо сме се, ние македонци или северно македонци? Токму тоа го направивте, ја отворивте Пандорината кутија на манипулации. А сама викаш вчера у емисијата, или кога беше таа, небитно, дека никој не можел да предпостави какви ќе бидат реперкусиите, тоест последиците при примената на сменетото име после во, не знам, во разните ситуации, во јавниот сфера, во не знам каква сфера, во дипломатските односи и така натаму и така натаму. Па што сте бе вие? Зашто преговаравте вие? Знаете зашто преговаравте? Очигледно не сте знаеле. Политичари кога преговараат со дигнитет, гледаат 10 потези унапред, 20 потези унапред, ана. Она што вчера го каже, излезе дека вас не ви ни било важно ни следниот потек каков ќе биде, ни следната последица од тоа како ќе биде, а не таа 10-та, 15-та последица. Значи, вие сте преговарале со намера да го смените името. Вие уште пред да седнете да преговарате ви било јасно дека ќе го смените името. Под било кој услов. Под било кој услов. Вас ви било важно да го смените името. Без никакви недоумици, јанзи, не знам шо у глава. Зашто? Затоа што сте биле купени. Сте биле подкупени, сте биле овакво уценети и вие сте прифатиле од позиција на подчинетост да подпишете предавство на својот народ. Апропо прашањето што ти го постави Иван за членот 308 и дали подлежите под предавство на државата, под национално предавство. Тоа е, мислам, членот. И ти уште тоаш му кажеш, не, по тоа нема врска. Не, има врска, Ана, да сме држава. Има врска. Сите треба да одговарате за веле предавство, затоа што го донесовте македонскиот народ и Република Македонија во ситуација, во подредена ситуација во однос на странска држава. А тоа е Грција, тоа е Бугарија.
прифативте дека нема македонско малцинство во Грција, во Бугарија. Кај го има тоа у светот? Држава што се граничи со неколку држави да нема своји малцинства во деловите покрај границата во другата, во соседната држава. Да не кажам дека име отстапивте историјата, монопол на античката историја на Грција. Па тие да беа грци у времето на Александар и Филип, ке се наречеа грци. Тоа ќе беше античка Грција, немаше да биде античка Македонија. Тие да беа грци, немаше 10 пути да ги измлатат грците тамо. Филип кој им влагаше тамо таратајка ги правеше со војската. Па после тргнаа према Персија, Индија, пички си материна тамо. Да беа грци. И тука, во ситуација кај што се мешале илјадници племиња, народи, курса тресе на поднебјево, вие кажавте, важи, нема проблем, античката историја само важи. А кај да копнеш у Македонија искачаат артефакти од пичке си материни, од неолит, од камено време, да му ебеш матер од кога. Шо било ова тука? Стерилна територија? Вакуум простор? Па ништо тука немало влијание, ни од антиката, ни... Тоа го направивте, бе. Ало, била или едни од СДС. И уште тоа се обидувате да го браните. Не бил сменет идентитетот. Како не е сменет? Ти кажува Иван Мирчевски у емисија. Те нарекуваат северно-македонци. Изборник северно-македонске репрезентација реко ово. Северно-македонци су победили не знам кога тамо, Хрвативе и не знам што. Словенциве исто, северно-македонци. Како не ти е сменет идентитетот? Јебо вас Бог, глупи колку сте. Не, потрагично е што вие не сте глупи, вие се правите глупи. Тоа е најтрагичното. Затоа што знаете дека мора да одбраните велепредавство и треба да одговарате за тоа кривично. А тие дела не застаруваат. Ја да сум премиер, ќе дадам наредба, министер за внатрешни, да почне да ве вика на распит. Сите вас и сите оние што се гледавте у периодот пред референдумот со разни амбасадорчињи од енглеска, вамо тамо, похриди, мохриди, вамо тамо, и си правевте муабети, кафиња и кој знае што разговаравте токму за оно што требаше да следи. Вие ја направивте на штетата да у сопствената држава дозволите странски агентури на странски држави да ги гањаат, да ги прогонуваат вашите граѓани по судови, затоа што си го бранеле македонството, си го бранеле идентитетот, затоа што нивните дедовци, баби биле земани на нишан од бугарските фашисти, биле тепани по затвори, некој од нив едва и завлакно избегнале стрелање. Затоа што нивните внуци ние биле силувани. Бабите. И ние нивните внуци од бугарски фашисти биле силувани. И ние нивните внуци го памтиме тоа, ги знаеме тие приказни. И вие сакавте да не продадете на нив и дозволивте нивните агентури овде да не прогонуваат. Зошто? Затоа што си го браневме македонството. Под изговорот нивни дека ние шириме говор на омраза, на бугарофобија, на не знам што. Тие можеа во сопствената земја да не навредуваат дека не сме македонци, дека постоиме од Тито, затоа што Тито не измислил од 1944, а ние не смеевме да се браниме. Дека е тоа новата форма на бугарскиот фашизам во Македонија. Нов обид
да се окупира Македонија, да се асимилира, да се направи бугарска територија, народот да се побугарчи. И вие тоа мирно го гледавте, како во сопствената држава додека бевте на власт, ги прогонуваат вашите сонародници по крв, по гени. Мирно гледавте. А не кажавте. Комисија, дирекција формиравте исто за така наречена за антидискриминација, кај што не прогонуваа по судови. Моравме да идеме на судови, ми стигаа преставки. Не гонеа за клевета. Паѓаа пресудите, но нас не влечкаа по судови. Плаќавме пари. Па среќа судовите, ќе кажам позитивно, не паднаа на тие провокации, судиите конкретни во случаеве, не паѓаа на тие нивни провокации, на тие обиди да се понижат дополнително оние кои што го бранат македонството јавно. Па им ги враќаа преставките, им паѓаа тужбите, им ова, им она. Среќа. И сега уште верувате дека вие сте направиле добар договор? Не бе, вие треба да одговарате за веле предавство. Точка бе, Ана. Точка. Ја да сум премиер, до сега ќе бевте поапсени сите до еден, што сте учествували у таа, нема лично да осваќаш ова. Сите до еден. Дури ќе ги викнев на распит, кој што ти рече тебе Иван Новака, зашо на Тричковски лајк си му направила. Убаво те праша. Ја тоа исто така го сваќам. Лајкот значи одобрување. Ја знаеш колку луѓе имам блокирано од Facebook затоа што сум видел на коментар со безразложни навреди упатени кон мене, лични, поврзани со деца, со ова, со она, со ама, со тама. И гледам лајкови, човече, 7-8 срценца. Чекај да видам. Која гледам натри од тие што лајкале срценца што му ставеле на тој или некој бугараш ми вратил нешто и тука срценца лајкови 4, 5, 6. Чекај да видам кои се. Аха. Овој не ми се верува, па овој. Аха и овој. То свина блокира бе. И они мислат дека јас сум ги блокирал затоа што некој нешто кажал. Нормално дека тие што претеруваат во навредите и што, како да ви кажам, што на лична основа те вреѓа, не со аргументи, нормално дека ги блокирам. Но колку коментари сум оставил кај што сум бил навредуван, но сум ги оставил од позиција на ете не си управа за некоја работа, но тие навреди не преоѓаат некоја црвена линија. И ќе ги оставам, ќе му вратам со иста мера и тука ќе останам, не бришам. Но тие што се најгадните со закани, нормално дека ги блокирам одма такви. Така што, јас не знам од која причина исто си отишла кај Иван у емисија, пошто си знаела дека Иван нема да те ланча, се вика емисијата на Кавга Кај. И он е брутален. Така му е концептот, јеби га. Али морам да признам, вчера со тебе беше префин. Ја гледав цела емисија. Од проста причина, што сепак знаеш дека седи жена карши него, мајка, сопруга и јеби га човекот реши да биде фин. Иначе ти му отвори простор таратајка да те направи од сите страни, познавајќи го како до сега ја водел емисијата со други гости. Немаше да то стоиш око да отвориш. Он ја прифати твојата динамика, ти збори споро, он те остави, окей. Знаеше дека може контрапоени да се предизвика ако влезе со тебе онака отворено како што знае у джигер. Нема веќе. Заглавив со Маветов без везе. И третата работа. Слушам една активистка со која што сум бил во емисија, ја знам исто лично. Што има таква невладина организација, ја води, што добива 100.000 евра годишно. За не знам што. Еднаш во емисија реков, што сте бе вие што добивате толку пари? Бензинска пумпа? Еден театар има годишно буџет за прајање представи од 60.000 евра, драмски рецимо, 60.000 евра. Овие добиваат 100.000 евра годишно.
која не владина со 5 вработени внатре. И замисли, сега гледам кај еден, исто тие пропагандистите што беше на Заев, спин доктор, ја гледам у емисија, како она била свесна дека половите се ствари различни, дека имаат различни полови органи, али дека премиерот бил, како да ти кажам, премиерот бил глуп, не можел на со докторати по родови студии да му објаснува него што се родови. И дури, како да ти, и било, не знам, малце непријатно се осеќал се на премиерот да му објасни, тоа пуше многу глуп, според мејз. Ако половите се различни, и ако се тие биолошки факт, она што се родовите, според она што вие сакавте да го постигнете и сакате да го постигнете, преку родовата еднаквост, уствари да го изедначите она што е диагноза со она што е горе-доле нормално, со она што е релативно нормално. Она што е патологија тешка, да го изедначите со она што е релативно нормално. Велам пак релативно нормално, затоа што, да кажеме, малце ушала, верувам дека нема нормални, туку има само непрегледани. Малце шала правам, нема вест. Значи, не можете вие патолошка состојба на пореметеност да изедначувате со нормално. Тоа е проблемот. Вие сакавте да ја воведете таа родова еднаквост, што се претвори во лудило, кај што измисливте, не знам, 78-85 разни родови, сакавте да ја воведете во образованието. Децата вистина да веруваат дека постои, не знам, транс жена, транс би жена, би маж, транс би маж, транс маж, ваков маж, онаков маж, полу маж, 3/4 маж, 3/4 маж, 2/5 жена. Сакавте на некој начин да претерам, ако некој му прдне са бајле дека е папагал, веднаш ние сите да дотрчаме да му оставиме храна за папагали да може да си колва цел ден. Па такво лудило веќе не проаѓа, бе. Девојче, не проаѓа. Овој свет мора да се ресетира, да се врати на нормала, не на таа новата нормала вие што ја заговарате, него на нешто што беше традиционална вредност со кое што ја красеше Европа, чии темели, чија Европа се базираше на темелите на јудеохристијанската традиција. Не гемишт, не карма каша, може погрешно ја изговорив. Не е битно. Токму тоа се обидовте да направите. И сега, кога видовте дека нема да може понатака, се разгракавте пак дека ете тоа се антиевропски вредности, антиова, антиона. Не може, не е родот, како да ви кажам, вие сакате да го представите дека родот е клизна категорија. Ми текнало мене са бајле дека сум жена, окей, ќе ме третирате како жена денес, ако не ме третирате ќе ве тужам. Кај ви шмелцуе вас у глава? Зашо мислите дека тоа понатака може да помине? Башка знаете мнозинството какво мислење има за тие ваши родови лупетања и паламудања. Нејте децата наши да се воспитуваат под такви вредности. Не ги сметаме за добри, не ги сметаме за корисни. Таквите вредности се повеќе и повеќе ќе предизвикуваат нови и нови трауми. Не може тоа што е диагноза да го крстите за нормално.
Па имаше една емисија на времето, да не кажувам која особа беше од жена во маж, се онадила, се пребацила. Плача на емисијата, повеќе ја водеше исто некој Геович беше, па и он плаче со неа, па сочувствува. Па тој немаше појма дека таа особа пред години и тогаш и сега сигурно тоа зимаше антипсихотици. Лекови за против депресија, Случајно се знам со нејзин родител. Избори на емисија како сватила дека од жена е сега маж итн, дека тоа било откровение и тука и овој плаче со неја и све. Демек, да, од страна као новинар, нели, у медиум, нели, и он верува у тоа. Па ја да бев родител од нејзин тоа. Кој ќе му влезав у студио на тој, на клоци имаше да дигнам на. Каква е тоа злоупотреба, ти човек со психички проблеми, овакво го, уште повеќе го дразниш дека тоа што го прави у реду. Јеби ga, се осеќа така. Добро, ама немој тоа да ми го продаш за нормалност. Има како начин да се третира тоа. Ајде, доста паламуда, многу паламуда. Отиде времето, мислам, извинете што ви одземав толку време, имам уште некои работи да ви кажам, али мислам дека е доволно.